Патнички воз излизга од шините, но за среќа нема повредени. На оваа тема утрово разговор на колешката Кристина Талеска-Големтеова. Кики, добро утро, те поздравувам од студиото 3. Малку морам да се насмеам на почеток, после неколку телинковски вклучувања годинава, први за тебе, конечно едно утро со температури над 0 степени Целзиусови за тебе и за колегата Снилата. Да, Ване, конечно едно утро со малку повисоки, односно температури над нулата, иако кога ќе седите подолго на отворено, нема разлика дали е 2 степени или минус 2. Како и да е, оно што посебно ме радува е што некако полесно дишеме и јас и колегата Лесански утрово, имајќи предвид дека дождот полека но сигурно си го прави своето и се намалува аерозагадувањето. Доколку ја погледнете апликацијата IQR, ќе забележите дека умерено е загадено, но во споредба со оно што го имавме изминативе денови, навистина полесно се дише. Темата ја спомена и ти, еден од трите вагони на патничкиот воз на релација Гевгелија Скопје во текот на вчерашниот ден се излизга од шините кај Кадина река, за среќа нема повредени, но овој настан беше причина да побараме и информација од надлежните. Заедно со мене утрово го имам помошник директорот за сообраќај во претпријатието Македонски железници инфраструктура, господинот Никола Марков. Господин Марков, прво благодарам за позитивниот одговор, за информација за нашите граѓани. Вчера се случи еден непријатен настан, за среќа без повреди, но кои се причините? Се изврши увид на местото? Па вака, значи настанот што се случи вчера во крстосница Кадина река, односно во самата станица, е поради слизнување на едната осовина на вагонот, на патничкиот вагон, во самата станица. Причините за ислизнувањето на вагонот може да бидат од техничка природа и од човечки фактор. Ние како железница, како ЈПМЖ инфраструктура, заедно со МЖ транспорт имаме формирана комисија за увид и следување на секој воорден настан на целата територија на МЖ пругите. Истата екипа излезе на лице место, извршен е увид, земе се сите технички податоци и во рок, според нашите прописи, најкасно во рок од месец дена, истите треба да дадат образложение за причините за воордениот настан. Значи, моментално во овој момент немам некои конкретни информации за причината за воордениот настан. Но добро што нема повредени, па ќе да, го чекаме извештајот. Да, тоа е добро што нема повредени. Што вели извештајот од пред неколку дена, кога се случи уште една несреќа во која што за жал имаше пак повредени, десетина граѓани, откако возило на предпријатието удри во патничко возило. Која е причината? Знам дека на терен излезе комисија и ваша и од Министерството за внатрешни работи. Имаме ли конкретни информации пак на оваа тема? За разлика од овој воорден настан, воордениот настан што се случи пред неколку дена на патниот премен по Целанка кај Велес, причините се јасни, може да се каже дека веќе се знае причината, а тоа е непочитување на друмската сигнализација од страна на возачот на патничкото комбе, затоа што тој патен премен е опремен со сигнални знаци за друмска сигнализација, а тоа се дрен крст и стоп. Значи, истиот бил должен да застане, да погледне дали воз доаѓа од лева или од десна страна, па да го продолжи возењето. Меѓутоа, он тоа не го направил, без разлика што од страна на машиноводачот бил даван сигнален знак внимавај. Од тие причини апелираме, значи, до сите учесници во друмскиот сообраќај да ги почитуваат сигналните знаци, посебно кога се вкрстосуваат, кога доаѓаат на вкрстосување со пруга, во зависност од тоа дали патниот премен е опремен со светлосна и звучна сигнализација или со друмска сигнализација Андреин крст и стоп. Ако патниот премен е опремен со светлосна и звучна сигнализација, значи возачот на друмското возило мора да застане пред спуштената рампа. Ако патниот премен е опремен само со сигнализација од друмски сообраќај, значи Андреин крст и сигнален знак стоп, тогаш исто така мора да застане, да погледне дали доаѓа воз од лево или од десно, па после тоа да го продолжи возењето. И
Коригирајте ме ако грешам, не се чести несреќите, иако можеби за една недела се случаат 2 незгоди, но генерално не се толку чести железничките несреќи во Македонија, но сепак овие настани ја отворија темата за безбедноста на железничкиот сообраќај, па неопходно е да прашам. Кои се причините за овие настани? Небезбедната инфраструктура, непочитувањето на сообраќајните правила и прописи онаму каде што се вкрстува патничкиот и железничкиот сообраќај, или пак трет фактор? Па најчестите сообраќајни несреќи се на патните премини. Значи, тоа е, како што претходно реков, поради непочитување на сигнализацијата на самите патни премини. Од наша страна, значи, ние имаме стручни екипи кои што редовно ги одржуваат патните премини, односно ја проверуваат исправност на патните премини. Што значи дека многу ретко, можеби никогаш нема се случено патен премин да не е исправен од наша страна. Значи, сите воени настани што се случени на патните премини се поради непоштување на сигналните знаци од страна на учесници во друмски сообраќај. Ако пак патниот премин е дефект, значи ние си имаме прописи, тогаш машиноводачот е должен да застане пред патниот премин и да го обезбеди и да го продолжи возењето. Што значи од наша страна нема никаков ризик за патен премин да има воорден настан. Постојат ли одредени ризични точки или делници каде што посебно треба да се внимава? Па вака, ризични точки не постојат, туку постојат места каде што има каде што брзината е намалена. Брзината на возење. Брзината на возењето може да биде намалена од повеќе причини. Може да биде намалена од самиот начин на регулирање на сообраќај, во зависност од тоа дали се работи за телекоманда, автопружен блок или станично расејање. Што значи тоа? Ако имаме дефект на некој сигнал или било што од техничка природа, тогаш ние си имаме прописи. Значи на тој дел од пругата сообраќајот се одвива со 25 км на час. Значи железничката инфраструктура е безбедна и не постојат ризични точки, така да мислам дека патниците може да бидат сигурни во превозот и исто така може да бидат брзината намалена ако претходно имало некои градежни активности, реновирање на пругата или било што е тоа секојдневно убавување некои работни задачи. Неслучајно го прашав ова прашање бидејќи веројатно тука најмногу се засегнати оние кои што го користат железничкиот сообраќај, па се прашуваат дали е безбедно да се качиме на воз. Безбедно е, нема што да се плашат патници, значи железничката инфраструктура е безбедна и кај нас значи се е пропишено, значи и да има некои места кај што е намалена брзината, точно е пропишено со која брзина може да се вози на тој дел од пругата. Вчера известно време беше во прекин железничкиот сообраќај на релација Гевгелија Скопје. Како е во моментов воспоставен? Во моментот е воспоставен. Вчера уште во 9:35 беше поставен вагонот на колосек и веднаш потоа нашите служби воспоставија редовен сообраќај и сообраќајот моментално се одвива тековно по возниот ред, така да нема никакви проблеми во моментот. Посакувам следната среда да ни биде на убава тема, иако многу ми е драго што ги отворивте вратите за нас и кога граѓаните бараат одговор за теми кои што не загрижуваат. Благодарам. Ништо нема проблем. Ване, уште еднаш имаме информација дека воспоставен е нели железничкиот сообраќај, нашите граѓани кои што го користат истиот немаат причина да бидат загрижени, бидејќи железничката инфраструктура според надлежните е безбедна. Имаме ли прашања? Благодарам.